Граѓанското здружение Green Орага поднесе кривична пријава против фабриката за рециклирање на хартија Paper Mill во Кочани. Бараат одговорност од компанијата затоа што нивните анализи покажале дека со емисиите кои од оџакот се испуштаат во воздухот се загадува целиот град. Ниту пандемијата нема да ги спречи да излезат на масовни протести. Сметаат дека тоа е единствен начин за надлежните конечно да реагираат. Најавуваме нов протест, бидејќи ништо не се смени во работата на фабриката и се уште од незиниот оџак излегува црн чад кој што представува опасност за здравјето на граѓаните. Во врска кривичната пријава која што е пуштена од страна на здружението и со потпис од граѓаните, веќе следната недела може да очекуваме резултати од јавното обвинителство кои што ќе ни дадат понатамошни насоки за постапување доколку биде прифатено ова кривично обвинение. Екоактивистите тврдат, мерењето во време на инспекцијски надзор се врши кога работната активност на фабриката е сведена на минимум, со цел да се прикажат помали мерни загадувања, кои ќе бидат во рамки на законски предвидените бројки. Сведоци били и на документи во кои спечатените вредности на мерењата се преправени со пенкало. Иако ресорното министерство најави вонреден инспекцијски надзор во фабриката, аматерските снимки направени утринава со телефон за активистите се доволен доказ дека не се презема ништо. За најавениот увид од страна на заменик министерот за животна средина Јане Макрадули, не веруваме дека ќе има некакви промени, бидејќи досега имаше такви увиди кои што не дадоа никакви резултати и фабриката продолжи да работи на истиот принцип. Сепак пред изборите во Paper Mill влегле инспекторите. На терен не се констатирани неправилности. Врз основа на лабораториските анализи нема покачување на јаглероден моноксид во моментот кога е вршен надзорот, вели за Алфа Благо Игновски, инспекторот кој го вршел надзорот. Екоактивистите бараат фабриката која се наоѓа во населено место исклучиво да користи метан, бидејќи филтерот што беше инсталиран откако граѓаните излегоа на протести не ги дава соодветните резултати.